Во светот ги нарекуваат плави лагуни, но тука се само обични плажи. Ви откривам 100 тури за 100 авантури, а ова е локација број 7. Наменета за моите кампери кои не сакаат да се качуваат по планини, ама сепак сакаат да заспиат во прегратката на природата. Денес ве носам на Ситонија, или за нас вториот крак во Грција. За разлика од првиот кој е комерцијален и третиот кој е прилично мистериозен, Ситонија го има земено само најдоброто. Има повеќе од 300 плажи на должина од 60 на километри, поголем дел од нив се диви, тивки и можат да бидат твои ако успееш да ги најдеш. Океј, можеби ги делиш со некоја коза. Плавите лагуни не се хотспот затоа што ги има на секој чекор, но затоа сите се во трка за медал. Но знаете што е најдоброто? Вистинската моќ на Ситонија се крие во незините кампови. Големите имиња како арменисти ситалата се супер, но малите се некако посимпатични и често по пониска цена. Сезоната почнува во мај, освен во кампот Цитрели во Каламици кој е отворен од април. Плажата таму е долга и песочна, а заливот е познат по коралните гребени. Ако сте за вистинска овгрит авантура надвор од сезона, постои цела листа на wild camping spots каде може да се паркирате и да се разбудите со поглед кој не се купува. Само запомнете, да го правите ова е привилегија, но не и ваше право. Затоа бидете одговорни кон природата и локалците, зашто казните од 300 евра немаат баш камперски дух. Едно од таквите е заливот Вурвуру, кој е особено привлечен, а сепак недопрен за да ви пружи бесконечна слобода. Креација која е близу до совршенство и убедена сум дека ќе ти се допадне. Во негова близина е островот Диапорос, кој не е населен, а ако сакате да скокнете до таму, може да рентате мало бројче за кое не ви треба лиценца. Не помалку популарна е и Портокали бич со бели карпи налик на скулптури и вода како на Малдиви. За малку повеќе драма дзирнете преку карпите, можеби ќе најдете нешто повеќе. На југот од полуостровот се крие овој лавиринт од улици кој требало да стане елитен комплекс, па ако успеете да ја решите мистеријата, ќе испаднете на едно од помалку познатите, но спектакуларни плажи. Се вика Криарици и гледа директно во планината Атос, која доминира на хоризонтот. Секако дека има и камп, но овој е посебен како и самата локација. За жал не можам да ги опфатам сите места кои ги посетивме, но ако сакате да ме послушате, тогаш уживајте во најубавите зајди сонце на западниот брег, истражувајте малку повеќе од вообичаено, земете си суп или кајак, сончајте се и искористете максимум од оваа магија која се наоѓа само на неколку часа возење од дома. И секако, ви спремам целосен водич, а ти посети го нашиот вебсайт пред да тргнеш на следна авантура. Преубаво.